Ostani seka smireno. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pomini seka erveno. Zdravo, Nikolče. Zdravo, čečka, dobre. Kada vaka su polno kese, a? Не изглед, чечка, добре. За ужина. Смоки, бисквити, некое сокче, сендвичи. А друштвото? Аз се договорихме да се чекаме овде, на автобускава станица. А ги нема. Да не заминали? Не верувам. Еве ги. Здраво, всички добра. Здраво, деца. Добро утро. Така бели нещо, толкова му се разбудил. Одиме ли? Нема да одиме, тук ке се возиме. Пръв път се радувам не на двойка. На автобусът са брой 2. Срамота! Срамота! Јас сум толку важен, требаше да се јавам уште на самиот почеток. Чекате автобус, а? Ке чекате се додека јас не трепнам зелен. Добро, знам дека сте нестрпливи и излети ова не е шега. Еве, веднаш ќе го пропуштам автобусот, само друг пат не заборавајте на мене, семафорко. Vozaču, budno oko, neka ti je srećen pad. Dimavaј, kako voziš, јас те молам како брат. Не крижи се, другар стар, знам што возам денес јас. Срце полно, душа мила, вилне, а то детски глас. Срце полно, душа мила, вилне, а то детски глас. Нашите излетници нека викнат песна. Работата денеска ќе ни биде лесна. Дечиња излетници, ајде да патуваме. Нека над нас убавини, да им се радуваме. Сите сме благодарни за нашто се грижите. Со вашата песничка сите ќе не сближите. Ајде. Пропусти ме и мене. Зошто па јас додов? Ако постапиш така, ќе бидеш културно дете. Ти биди културен, а јас ќе си влезам прв. А може би Дедодаре ќе стане и ќе ти го отстъпи своето место. Тој може и да си постои, нели така? Ајде, влегувам. Едно ваше другарче претрче пред автобусот и морав да заклучам. Се надам дека никој не е повреден од вас. Сите се држевте за држачите. Само Николче заборави да го стори тоа. Той се држи за кесета, да нема го испразни нека. Во сообраќајот деца се е поврзано. И затоа секој мора да внимава на своето однесување. Можем ли сега да продолжам? Може. Внучиња, сме имале среќа што возачот има добри рефлекси, а пак автобусот добри кочници. Така ли, а? Така е. Па, што чекаме? Сите сме тука.
Времето е убаво, приказната е нова, па да почнеме! Почнеме. 3, 2, 1, сега! Убаво, мощне убаво. Просто за пофалба. Браво, браво. Така се постапува во автобус. Мене ли ме зборуват? Не, туку на столчето. И јас не ме познавам. И јас не те познавам, но те гледам каков си. Како сите деца. Ако се сите деца како тебе, тешко нас постарите. Не разбирам зошто се лутите. Па што ви стори? Како што? Со трчање влезе во автобусов, се истурка и веднаш го зафати столчето. А, го најдов слободно и седна. Сакате да ви го отстапам? Сега кога ти ги пробив ушите со прекори, сега кога треба да слегувам на следната станица. Пак не разбирам. Сега ви нудам да седнете на столчево, а вие се уште се лутите. Самиот требаше да се сетиш. Веднаш кога ме виде да скокнеше и да речеше "Повелете, тетко", тогаш ке бев среќна и може би ке те бакнев од благодарност. Ето така. Деца, да не се случи некоја ваква сцена и во вашиот автобус, а? Не. И сигурно и вие мислите дека жената е во право, нели? Тоа ме радува. Епа, тоа е, деца, поуката на приказната. Сега, деца, штом ќе слеземе, сите сакам да ве видам разиграни, растрчани, распеани, весели, така ли, а? Така е. Епа, ајде, јас малку ќе придремам. Слушай, не излеца носи топка, рекет, гитара и книги за возачки изпит. Морам да земам возачка дозвола за автомобил. И на најдобар пат сум во најскоро време да го сторам тоа. И гатанките ти помогнаа, нели? Да, Сашо, убаво ме подсети, па време е за најновите гатанки. Еве една гатанка. Не е Петре, не е Петле. Сал обично пе. Не пее, не кукурига, кога молчи кода вика. Застанете, одморете се, здивнете. Кај сте тргнале, ќе стигнете. Се знае, пее паркиралиште. Да, одговорот е точен и заслужи чиста четворка. Четворка, затоа што и гатанката беше лесна. Добро, еве друга гатанка. Може би тој е нечи татко, стрико, вујко или батко. Има око будно и насмевка топла. И рефлекси брзи како никој друг. Со рацете врти само еден круг. Еве го и одговор. Чичкото возач. Чичкото возач, сигурно. Еве сега и јас го подготвувам возачкиот испит и кога ќе го положам, ќе станеме колеги. Еве уште една гатанка. Николче, после оваа гатанка те очекувам да се јавиш за збор. Врз црниот асфалт, жолта линија во цик-цак. На тротоарот ваков знак. Црвена табла со обични броеви, што немо зборуваат кои автобуси овде застануваат. Без брзаница. Ми личи на автобуска станица. Сигурно, одговорот е точен. А сега имам уште една гатанка за Елена. Сакаш? Еве уште една гатанка. Црвен круг со жолто поле и автобус што стои. Овој знак нешто скратува. И со автобус не може по секоја сообраќајница да се патува. Забранет сообраќај за автобуси. Сигурно, одговорот е точен. Деца, стигнавме.
Возењето беше удобно, а пешачењето е здраво. Одиме! Ајде ти. Ајде, стигнавте, а? Стигнахме. Како поминав? Многу арно. Се со песна и весело. Ајде, брат. Ајде, јас сега. Кутар автобуско. Што те престориле децата? На кошница за ѓубре, на една голема кошница за отпадоци. Леле подов како е. Прозорците како цртежи, столчињата изгребани, искривени, искршени. Мои малечки излетници. Ако не го чувате автобусов, кој ќе ве носи на прошетки? Кој ќе ве вози на екскурзии? Леле, 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 леле.